Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе го задржиме вашето внимание, уште повеќе што ќе продискутираме за состојбата со коронавирусот, значи она што е актуелно денеска во однос на на билансот кој што излезе за изминативе 24 часа, па потоа ќе поразговараме и за она што секојдневно се информира дека многумина, голем број, односно здравствените работници се заболени со COVID-19. Зошто е тоа така? Значи, што е причината што голем број од здравствените работници се заразија со коронавирусот, како се функционира во здравствените институции и како еден трета една содржина која што ќе опфатиме во денешниот разговор ќе биде и олабавување на мерките и започнување на некој начин, ако може да се рече, нормален живот понатаму, се со цел да почнат постепено да се враќа во нормала животот и да работат сите оние услужни дејности кои што сега се затворени. Одговорен доктор за денешнава тема со кого што ќе поразговараме за сите овие прашања е доктор Златен Мехмедовиќ, кој што е специјалист по трудова медицина. Ќе се обидеме со него малку да подискутираме за овие работи, се разбира сето она што тој го има како информација и неговото мислење околу сето ова. И ќе се надевам дека овие информации кои што ќе ви ги доставиме, ќе ви ги појаснат барем малку работите, бидејќи на сите нас ова некако ни е секојдневие од кое што сакаме што побрзо да излеземе и се на некој начин да помине и да почнеме да живееме нормален живот. Доктор Злата, ви благодарам што одвоивте време да бидете денес во емисијата Ваш термин, мој соговорник, за да ги објасниме овие работи за кои што ги напоменав. Ви благодарам за поканата. Пред да почнеме, само колку чисто и вас да ви информирам ако не сте дошли до информацијата и нашите гледачи, значи денеска Институтот за јавно здравје регистрира 53 оздравени пациенти од коронавирус, а додека во изминатите 24 часа направени се 289 тестирања. Потврдени се 13 нови случаи на COVID-19, за жал 4 се починати. До сега, значи, вкупната бројка на диагностицирани 1399 пациенти, меѓутоа, интересно е тоа што се прави статистика на страната на Министерство за здравство, 553 до сега се излекувани, значи вкупно 65 починати, а активни случаи се 781. Вака генерално кога ќе разгледаме, значи негде околу половина од бројката се активни случаи до денес. Што мислите како досега ние се справивме со оваа ситуација? Практично веќе 2 месеци од кога е појавен првиот случај, 28 мислам или 26 како беше? 26. Да, веќе значи точно 2 месеци. Како вие гледате на овие работи, како досега се одвијаат работите? Дали она бројка од 107 што беше предходниот четврток, точно пред Великден, може да се каже дека беше највисока бројка, односно пикот тогаш се достигна? Реално јас барем мојот став е таков дека ние не можеме да гледаме на тестирањата кои што се прават од страна на Институт за јавно здравје во форма на бројка, како на нешто што може просто математички да се израчуна. Не значи тоа дека ако имаме поголем број на тестирање, дека ќе имаме и поголем број на заболени. Потребно е да има позитивна епидемиолошка анамнеза врз основа на која ќе се постанови дека има потреба некаде да тестират. И затоа во одредени денови кога ќе имаме поголема бројка на тестови или во одредени денови кога ќе имаме помала бројка на тестови, тоа не значи дека е тоа причина на намалување на капацитетот на лабораторијата на Институтот за јавно здравје и пропратните сертифицирани лаборатории, туку дека тоа значи дека во моментот навистина се појавиле толку позитивни епидемиолошки анкети врз основа на кои што било неопходно да се направи тестирањето. Така. Справо епидемијата во текот на овие денови е резултат на оние мерки кои што беа донесени уште пред да се регистрира првиот случај на корона во земјата, значи уште пред 26 февруари, кога беа донесени навистина сериозни мерки со кои што се ограничи социјалниот живот во државата, се направи таа социјална дистанца за да можат луѓето да бидат што поодалечени еден од друг, да не можат на тој начин да ја пренесуваат болеста. Тие мерки кои што беа донесени денеска ни овозможуваат да бидеме сведоци на еден линеарен пораст на заболените или воопшто не можеме да разговараме ни за пораст, затоа што гледаме дека во текот на изминатите денови бројката на ново заболени се движи на помалку, негде кај помалку од 20.
ново заболени, така да веќе тој линеарен пораст не е пораст, туку една линеарна крива која што нема осцилација, нема веќе пик. Очекуваме дека таа крива ќе перзистира барем подолг временски период, баш поради тоа што одолговлекувањето на заразата преку намалувањето на социјалните контакти помеѓу граѓаните ќе овозможи помал број на граѓани да се заболуваат во текот на денот, меѓутоа претпоставуваме дека тоа ќе трае еден подолг временски период во кој што ќе имаме една таква бројка на континуирано ново заразени лица и тоа е релативно добро, затоа што на тој начин нема да се наруши капацитетот на здравствените установи, нема да се преоптеретат и ќе можат добро, ефикасно да одговорат на сите потреби на граѓаните, не само на потребите кои што се поврзани со COVID-19 и третманот истиот, туку и потребите од другите здравствени аспекти кои што се опатени во секојдневниот живот, дали се работи за хируршки, интернистички, невролошки, психијатриски или било какви други проблеми на граѓаните. Так. Сметате ли дека со овие карантини што не ги воведоа преку викендот, дека тоа допринесе повеќе за да се намали ширењето на вирусот помеѓу граѓаните? Знаете како, значи веројатно дека ќе треба да помине одреден период за да видиме што точно одредена активност која што беше превземена и одредена мерка значеше за тоа како се рефлектира во однос на епидемијата, односно во однос на пандемијата. Секако дека ограничувањето на движењето е една од препораките која што генерално и светот, стручната јавност ја препорачуваше во однос на тоа како треба да се контролира ширењето на заразата. Да, ограничувањето во текот на викендите кои што беа во форма на 48 часовен па и 70 часовен карантин, овозможи да се намалат контактите помеѓу луѓето и со тоа да се намали пренесувањето на болеста. Меѓутоа повторно се поставува прашањето што ќе беше доколку се направеше и одреден систем на циркулација на граѓани, па ете да кажеме пред да се прогласи карантинот, знаеме дека имавме гужви во банките, знаеме дека тие гужви можеа да бидат навистина места на ризик, каде што ќе може да се појават нови зарази, нови кластери, меѓутоа за среќа, можеме да кажеме се уште, мислам дека поминаа веќе и 2 недели од тоа како ги имавме најголемите гужви пред банките и пред супермаркетите пред да биде прогласен и првиот подолгочасовен карантин, немаме некои оставки во бројот на новозаболени, што значи дека на некој начин лесно сме ја поминале таа фаза предкарантинска во која што луѓето беа принудени поинтензивно да циркулираат на одредено подрачје во одреден временски интервал, со што беше навистина во ризик доведена и можноста да имаме зголемено пренесување на болест. Так. Вклучени сте и во работата кога станува збор за оние луѓе кои што доаѓаа од надвор па беа сместени во карантини. Пред малку кога разговаравме пред да започнеме емисијата, ми кажавте дека токму во викендот кога беше големиот наш празник Великден сте биле дежурен и дека сте испишале голем број на пациенти. Имате ли сознанија дали од оние кои што се во карантин имаше случаи на луѓе кои што пројавија симптоми или пак ако тие биле во многу мал број? Каква е состојбата? Некако ако имате некои информации да ни ги пренесете. Па да, во карантините си има одреден протокол што мора да се почитува и во однос на евидентирањето на сите симптоми кои што ќе се јават кај луѓето што се сместени во карантинот, меѓутоа постои протокол кој што се почитува за време на испишувањето на луѓето кои што се ставени во карантини. Двата протоколи морат стриктно да се почитуваат. Истото се прави од страна на лекари специјалисти кои што имаат веќе однапред договорени дежурства во карантините. Рековте дека во текот на празниците работно го поминавме тој ден за да можеме да направиме прегледи во карантините. Во текот на тој ден имавме можност да испишеме повеќе луѓе кои што беа во добра општа здравствена состојба и кои што помина периодот од 14 дневна изолација. Нормално согласно протоколите кои што се пропишани од епидемиолозите и согласно симптоматологијата која што е отсутна, односно не можеме да ја најдеме кај луѓето кои што се наоѓаа во карантинот. При тоа
следејќи ги евидентните листи во кои што во тие 14 дена не се пронајдени никакви симптоми на зголемување на телесната температура, пројавување на респираторни тегови или дигестивни тегови, можевме да заклучиме дека општата здравствена состојба кај тие луѓе е добра. Да, рековме дека кај некои од нив може и асимптоматски да помине болеста, меѓутоа и поминувањето на болеста асимптоматски, односно формирањето на IgG антитела, значи дека тој човек во тамошниот тек на животот ќе има и создаден одреден имунитет кон COVID-19 и нема да пренесува болеста од друга страна оние кои што не пројавија симптоми, немале асимптоматско преболување на болеста, значи дека воопшто и не се заразиле, не биле заразени од SARS-CoV-2 вирусот и затоа беа испишани во општа добра здравствена состојба. Навистина е многу тешко кога ќе се најдете во таква ситуација и кога ќе треба да направите филтер на луѓето кои што се наоѓаат во карантините за тоа на кои ќе му дозволите да го напушти карантинот и на кои нема да му дозволите да го напушти карантинот. Да, имаше случаи на луѓе кои што имаа пројавени симптоми согласно евидентната листа и согласно анамнезата која што беше земена на лице место, како и симптоматологијата која што беше најдена, кои што не можеа да бидат ослободени од карантинот во текот на тој ден, па беа оставени на дополнителни иследувања, за да бидеме сигурни дека кога ќе бидат испишани од карантинот, бидат пуштени практично да се движат помеѓу останатите луѓе во оние слободни време, да можат да бидат здрави и да не пренесуваат болест. Тие што ги диагностицираат, мислам, оние кои што имаат симптоми, им правите тестови за COVID-19 во карантините веднаш? Значи, кај оние што има симптоматологија, се прават тестови, се известува Центарот за јавно здравје, се повикуваат епидемиолошките служби кои што прават дополнителни анализи и прават при тоа тестирање за COVID-19. Така. Да преминеме на она за што сакам следно да ве прашам. Последна информација која што можев да ја добијам, значи вели вака, вкупно 214 здравствени работници се заболени од COVID-19. Тоа би било негде 17% од вкупниот број на медицински лица во државата. Ова се официјални податоци на Институтот за јавно здравје. Медицински персонал, лекари, медицински сестри, болничари се заразени со коронавирусот и впрочем и секојдневно слушаме нели се почесто за нови случаи. Значи имаше на клиниката за онкологија, на клиниката за пулмологија, на клиниката за детски болести, потоа во болницата во Битола, во Дебар веќе знаеме уште од почетокот. Што е причината, доктор Мехмедовиќ, за се повеќе број на заболени медицински лица? Дали е тоа, како да кажам, самите медицински лица недоволно го прават оној протокол за носење на заштитната опрема, за сето тоа кога после ќе треба да се извади од себе оние заштитни медицински маски, ракавици и така натаму, или пак можеби од недоволна заштита? Како вие гледате на работите? Еве од ваш аспект, дали медицинските лица во нашата држава има доволно заштитна опрема да бидат заштитени и во болниците и во здравствените домови? Од она што ја можам да го видам и на клиниките, меѓутоа и во здравствените домови, можам да кажам дека личната заштитна опрема која што им е достапна на работниците е навистина во неограничени количини. И дека тука не можеме да разговараме за недостаток на лична заштитна опрема која што им е достапна на здравствените работници. Мислам дека поголемиот проблем можеме да го бараме, не викам дека е тоа, во однос на следењето на протоколите за облекување и отстранување на личната заштитна опрема. Меѓутоа, повторно, за да бидеме сигурни дека се работи за пропусти во таа процедура, би требало да направиме одредени испитувања, скрининг на теренот, за да видиме каде тоа се греши во однос на употребата на личната заштитна опрема. Имаше интересно, бројките кои што ги спомнавте претходно, кажате дека околу 17% од здравствените работници се заболени, меѓутоа тоа е бројка која што е земена во однос на вкупниот број на заболени во земјата. Значи од вкупниот број заболени 17% се здравствени работници. Во светски рамки и во европски рамки статистиката не се води на тој начин. Значи статистиката ја водите во однос на вкупниот број здравствени работници. Така да имав можност да ги следам предавањата во изминатиот период на професор Франческо Виоланте од Болоња и на уште еден познат специјалист по професорот е професор по медицина на труд во Италија,
Исто така имам уште еден познат специјалист по медицина на трудот од Холандија, Херберт де Јегер, кој што пресметките за тоа колку се заболени здравствени работници ги прават врз основа на купниот број здравствени работници. Ако ви кажам дека во Болоња, во областа Емилија Ромања, која што е втора област во Италија по број на заболени од COVID-19, веднаш зад Ломбардија, бројката на заболени здравствени работници изнесува 7%. Ако тоа го споредиме со бројката на здравствени во однос на вкупните здравствени, они имаат 15.000 здравствени работници и 7% од тие 15.000 здравствени работници се заболени. Кај нас има 250, да кажеме, здравствени работници, 218 според оние бројки кои што вие ги кажете, сметам дека се малку повеќе, дека се 250. Меѓутоа имаме 10.000 здравствени работници на територијата на цела држава. Тоа значи дека 2,5% од вкупниот број на здравствени работници се заболени со COVID-19. Бројката во Холандија е негде околу 4%, така да генерално на европско ниво ние немаме голем број на заболени здравствени работници. И нормално земајќи го во предвид фактот дека успеавме да го намалиме пикот и да одржиме линеарен пораст на кривата на заболени, дополнително помогна капацитетот кој што беше нарушен со заболувањето на овие 218 здравствени работници, да не го наруши континуитетот на давањето на здравствена услуга, што е многу за исходот кој што го имавме во однос на целиот здравствен систем. Кажат дека здравствениот систем не го одбележува само давањето на здравствена услуга во однос на коронавирусот, туку треба да се дават здравствени услуги и од сите други можни аспекти, и поради тоа сите оние други услуги, како што реков, хируршки, интернистички, неврохируршки или невролошки, психијатриски, тековно се одвива. Мој термин си работеше тековно, матичните лекари издаваа упати за сите други специјалисти и во здравствените домови, и на секундарно, и на терцијарно ниво, и не беше компрометиран системот. Дали можеме да направиме нешто повеќе? Да, можеме, меѓутоа треба да се направат сериозни анализи. Едни од тие анализи кои што беа спроведувани во Италија, за кои што збореше и професорот Франческо Виоланте, беа дека се прават оние што ние ги баравме масивни тестирања на граѓаните, таму се правеа масивни тестирања на здравствените работници за да се сведе нивната здравствена состојба. Меѓутоа тоа е навлегување во еден сосема друг проблем. Верувам дека во текот на наредните месеци или два, кога ќе имаме сериозно искристализирани ставови по однос на тоа што значат молекуларните тестови, како што е PCR, што значат серолошките тестови, како што е ELISA методата, и што значат оние брзи тестови кои што ги викаат тестови кои може да ги добиете во неколку минути, додека вие се уште пациентот во вашата ординација, или рапидни тестови. Не можеме со сигурност да пристапиме кон било која метода на креирање на јавноздравствени политики, затоа што во најголем дел тестовите кои што ги имаме сега знаат да покажат одредена отстапка, односно не се доволно специфични за да можеме, не само специфични, туку и сензитивни, за да можеме со сигурност да се ослониме на бројката која што ќе добиеме преку таквите тестирања. Так. Меѓутоа, кога станува збор за заштитата на медицинските лица, претпоставам дека сето тоа се учи многу порано, иако овој вирус е, како да кажам, многу вирулентен, брзо се пренесува, можеби сите медицински работници се изненадени од состојбава и меѓутоа претпоставам дека сетата опрема што треба да се облече, да се заштити на медицинско лице, се учи многу, процесот претпоставам дека многу рано се учи уште кога ве воведуваат во оваа професија. Кога практично се учи овој дел? Тоа беше еден од проблемите кои што Херберт де Јегер го истакна во неговото излагање на тој вебинар кој што беше пред некој ден, се однесуваше на професионалното здравје и медицината на трудот, и согласно кој беше детектирано дека најголемиот дел од трансмисијата на COVID-19 во почетните денови на епидемијата беше помеѓу здравствените работници. Значи многу мал број случаи во првите денови речиси во ниту еден случај не беше забележено дека трансмисијата се прави од пациент на здравствен работник. Туку баш напротив, она што работниот процес, како сам по себе го дефинираха и здравствените работници, е социјалната близина. Значи, ние имаме често контакти кои што се однесуваат
прецена нашето професионално разменување на искуства. И имаме стручни состаноци. Плюс имаме ново настаната ситуација во која што имаме непознат вирус, па треба да размениме знаења и од областа која што не ни е позната. Кој што прочитал или што е тоа што некој го знае повеќе од нас, за да можеме да бидеме поупатени во оваа проблематика. Так. И затоа социјалната дистанца помеѓу стручната фела кај нас, кај докторите и кај здравствените работници е многу потешко да ја одржите, затоа што ви е неопходна за да можете да оперирате во поефикасна смисла на збор. И од тие причини во она излагање на Де Јегер беше и кажано дека баш ова се едни од основните причини зошто неодржувањето на социјална дистанца, невозможноста за одржување на социјална дистанца помеѓу здравствените работници е причина да имаме и поголем број на трансмисии на COVID-19 на ниво на здравствени работници. Меѓутоа, вие, впрочем, нели, и самите знаете, бидејќи нели сте медицински лица, самите знаете дека е можно тоа нели многу брзо да се пренесе. И поинтата е што уште повеќе би требало нели да внимавате, бидејќи сте свесни колку брзо се пренесува. Знаете како, значи јас барем во овие денови на пандемијата многу користам често еден термин. Предпоставам дека и вие кога одите, нели, практично кога треба да поидете да завршите својата обврска како медицинско лице, предпоставам дека внимавате на се, заради тоа што знаете какви последици може да има, нели? Се карактеристични за нешто што треба да е познато општо на секој медицинско лице. Меѓутоа, јас во последниве неколку месеци често го користам терминот доктор за доктори, а тоа се докторите по медицина на труд. Значи, секој пат кога ќе имат изложеност на било какви професионални штетности и опасности, во овој случај имаме изложеност на професионална штетност која што е од биолошка природа, односно на вирус. Треба да знаете точно како се прави проценка на ризик, како се евалуира ризикот, како се известува за ризикот, за да знаете каде нешто грешите, каде нешто правите што не е во склоп со основните епидемиолошки постулати за тоа како да си го заштитите своето здравје. Так. И тоа е нешто што треба да биде применето во иднина. Значи, пристапот кон тоа да имаме добро јавно здравје за сите граѓани подразбира имплементирање на политиките и стручните знаења од сите области на медицината, не само од епидемиологија, туку и од медицината на труд, и од социјалната медицина, и од здравствената хигиена и специјалистите по здравствена екологија. Сите мора да го најдат своето место во здравствениот систем кој што е ориентиран кон тоа да го промовира и да го штити јавното здравје. Во овој случај имавме веќе 2,5 месеци како имаме контролирање на заразата со помош на исклучителниот ангажман кој што го има епидемиолозите. Меѓутоа, мислам дека следува период во кој што своето место во форма на чинители и бранители на јавното здравје во иднина би требало да бидат вклучени и специјалистите по медицина на труд, и социјална медицина, и медицинска хигиена, односно здравствена екологија, за да можеме да имаме еден комплетен систем во кој што ќе бидат заштитени сите аспекти на јавноздравствениот живот. Так. Доктор Мехмедовиќ, сега еве коментиравме пред малку дали ќе бидеме повторно затворени во карантин за првомајските празници, бидејќи нели непослушноста на овој викенд што беше малку разлабавен, се виде дека малку е непослушноста е голема на граѓаните, има и такви нели кои ги почитуваат мерките, меѓутоа има и такви кои не ги почитуваат, затоа министерот кажа дека веќе од денес, ако не од утре, да се казнува за неносење маски. Сакам тука да имаме уште околу 10 минути да поразговараме како ние сега ќе се вратиме во еден нормален тек, бидејќи како што се зборува мора и економијата нели да почне полека да се враќа во нормала, бидејќи нели мораме ние и да работиме и да функционираме и полека се да почне да функционира нели сите мали предпријатија, фирми, фризерски салони, угостителски објекти и така натаму. Меѓутоа како ќе се одвива нашиот живот? Дали веќе ќе нема прегрнување, ќе нема поздравување, дали ќе носиме маски во можеби 2 месеци, 3 пред нас што следат? Како ќе се одвива животот? Ајде вие вака сега да не посоветувате, да ги информираме граѓаните како практично ние ќе живееме сега. Не можеме да знаеме колку долго време ќе биде вирусот со нас. Меѓутоа во догледно време ќе треба да носиме маски. Апсолутно се согласувам, меѓутоа точно е дека ќе треба веќе постепено да размислуваме за тоа
враќаме во нормала, да го враќаме нормалниот живот, социјално и економски да ги рехабилитираме и граѓаните, меѓутоа и предпријатијата, фирмите кои што работат во нашата држава. Нема да биде едноставно, не може да најдеме едноставна формула и да кажеме знаете што од денес ова ќе го направиме и ова ќе биде 100% успешно и нема да имаме никакви проблеми, нема никогаш да се вратиме назад кон онаа состојба која што имавме кога имавме целосно карантинизирање со неколку часовно карантинизирање, меѓутоа дека процесот ќе биде бавен и дека ни следува процес во кој што ние ќе мораме да се научиме да живееме со вирусот пред се, е процес кој што ќе мораме да го поминеме. Ние не можеме да ја прескокнеме фазата на адаптација на тоа дека животот наш ќе биде пропратен со еден во кој ќе имаме еден биолошки агенс на кој што ќе мораме постојано да внимаваме и да не се заразиме од него, дека социјалната дистанца ќе биде, односно физичката дистанца, ќе биде нешто што ќе треба да биде задолжително испочитувано во наредниот период, тоа е сигурно, и дека ќе следува период во кој што пред се ја мислам дека иновативните решења од областа на здравјето и безбедност на работното место ќе бидат оние кои што ќе бидат посебно ценети. Мислам дека најубаво во производствениот процес по отварањето повторно на фабриките и на сите оние други што се пропратни услужни дејности како што спомнавте, кафулињата или пак рестораните. Оној кој што ќе биде најиновативен, оној кој што ќе го адаптира својот процес на работење со некои методи кои што ќе му дадат баланс помеѓу ефикасноста и безбедноста, ќе биде тој што најдобро ќе се адаптира на ситуацијата по релаксирањето на мерките со коронавирусот. Нема да биде лесно, затоа што ова е нова ситуација во која што се најде светот. Не постои начин да извршиме приближување на одредени мерки кои што се практикувани во минатото, затоа што во минатото никогаш светот не бил соочен со ваков тип на пандемија, кога треба навистина да ги редизајнира сите аспекти од човековото живење, вклучувајќи го и неговиот работен процес. Мислам дека најтежок ќе биде процесот на адаптирање на граѓаните кон работните места, затоа што секое работно место сега треба да го редефинира начинот на кој што е дизајнирано, пред се од аспект на безбедност од оваа биолошка закана, и ако тоа се направи, реков, на доволно иновативен начин, за при тоа да имаме добра ефикасност на предпријатието, односно на установата која што ќе ги примени мерките, мислам дека резултатите може да бидат евидентни и во делот на економските показатели, меѓутоа и во делот на социјалните показатели. Ке носиме ли маски уште долго време? Тоа е најмалиот проблем. Ја мислам дека носењето на маски веќе и граѓаните не го доживуваат како нешто страшно. Денеска имав можност, пошто беше прекрасно времето, после работниот ден да поминам, да прошетам малку низ град и да видам дека навистина практично не може да забележам луѓе кои што не носеа маски. Мислам дека таа навика веќе стана дел од нашето секојдневие и дека воопшто не се доживува како нешто страшно. Колкав ќе биде периодот на практикување на оваа задолжителна мерка, останува и да видиме пред се, тоа ќе зависи од нас самите. Колку повеќе ги почитуваме мерките на лична заштита, толку по-ефикасно ќе успееме да се справиме со вирулентноста на коронавирусот, практично не давајќи му можност да се дисеминира помеѓу граѓаните. Не дисеминирањето, не влегувањето на вирусот во жив организам практично значи и негово постепено изумирање. Доколку тој вирус не може да си најде свој домаќин во кој што ќе се размножува, нормално е дека неговата вирулентност со тек на време ќе опаѓа. Затоа и користењето на лични заштитни средства е важно и е препорачано, за да можеме што побрзо и поефикасно да се справиме со контролирањето и конечно ставање на крај на оваа пандемија. Значи, пред малку кога имаше министр за здравство пресконференција, рече дека можеме да кажеме дека веќе се ќе биде во ред кога ќе падне под 1% така од новозаболените. Дали тогаш треба да се направи некој, како да кажам, некое тестирање на поголем број од населението за да се увиди колку имаме ние имунитет стекнато и дали воопшто има населението некаков имунитет, бидејќи како што нели говориме постојано дека
има некои од луѓето кои што се заболени, меѓутоа се асимптоматски, со тоа стекнуваат практично имунитет. Тука се две, во ова прашање кое што поставивте, две се важни работи кои што мораме да ги нагласиме. Еден бројот кој што го спомна министерот, веќе неколку пати го има споменато во своите пресконференции, е број кој што означува број на ново заразени лица кои што можат да бидат создадени како резултат на контакт на едно заразено лице. Тоа значи дека ако едно заразено лице може да ви зарази 1,1 или 1,2 нови лица, ако R0 бројот е поголем од тогаш имате пренесување на болеста. Кога ќе имате R помал од 1, тоа значи дека едно лице не може да зарази едно лице. И тоа значи става епидемијата под контрола. Голема е разликата во децимали дури кога се рачуна каков е процентот на можност за зараза кога се рачуна бројот R0. Во однос на масивното тестирање, тоа е независно од овој број за кој што разговараме. Масивното тестирање во овој момент, ја и кажав и претходно дека е не само непотребно да се направи, туку е неприменливо за да го докажеме колективниот имунитет. Немаме доволно специфични и сензитивни тестови. Зборуваме за било каков тип на тестови, и за молекуларни, зборуваме и за имуноесеј тестови од типот на ELISA, и за оние рапид тестови. Ниту еден од тие тестови не е доволно сензитивен, односно нивната сензитивност се движи помеѓу 60 и 90%. Што тоа значи дека 40% до 10% од сите резултати кои што ги добиете со тестовите ви се најчесто погрешни резултати. Најчесто се лажно позитивни и во помал број случаи лажно негативни. Тоа значи дека со добивањето на лажно позитивни и лажно негативни резултати при масовен скрининг на имунитетот на населението, ние имаме апроксимативно, ќе кажеме, 2 милиони граѓани. Ако ги тестираме сите 2 милиони граѓани со сензитивност на тестот, кој што има грешка од 60 до 90%, можно е од тие 2 милиони граѓани 40%, односно негде ко 800.000 граѓани да добијат лажно позитивни резултати. Односно дел од нив да добијат лажно негативни резултати. На тој начин ќе имаме погрешна слика за скринингот на имунитетот на населението и ќе направиме погрешна проценка не само за јавното здравје, туку воопшто за начинот на кој што треба да ги водиме политиките. Замислете доколку ви се појави во еден момент да имате 800.000 позитивни на COVID-19, што ќе им правите? Ќе ги хоспитализирате, ќе ги карантинизирате, дали ќе ги ставите во домашна изолација или на домашно лекување? Тоа ќе биде навистина проблем. А од друга страна, знаете, барем според сите оние статистички и научни студии кои што се објавени во изминативе 2 месеци, дека се уште тестовите го немаат високиот процент на сензитивност кој што се бара. Тој процент на сензитивност треба да биде најмалку 98. Најдобро би било кога би бил 99, некоја децимала, за да можеме, кога преваленцата е толку ниска, например преваленцата кај нас имаме 1300 заболени, е релативно мала. Од 2 милиони граѓани таа е негде кај 0,5% или 5%, сега не ме држите точно за збор, меѓутоа е релативно мала. Ако имате 40% грешка, 5% преваленца, вие ќе имате 35% различност на негативни резултати или позитивни резултати, и тоа ќе биде лошо одработена студија за општо колективниот имунитет на населението. Значи, според ова што го говорите досега, до 15-16 мај практично ние ќе бидеме во вонредна состојба. Претпоставам дека ако одат работите на добро, вонредната состојба ќе се укине и ќе треба веќе да почнеме нормално да функционираме и да се надеваме дека се ќе помине, меѓутоа предпазливоста и натаму ќе остане. Предпазливоста мора да остане во наредниот период и нормално дека во одреден период кој што следува, мерките кои што се наметнати и донесени од владата, треба да очекуваме постепено да се олабавуваат, односно да имаме зголемување на периодот на слободно движење на граѓаните, меѓутоа нормално зголемување и на заштитните мерки кои што се однесуваат на носење на личната заштитна опрема. Од друга страна, ќе има сериозни мерки за заштита на здравјето на работните места кај граѓаните. Меѓутоа, како и да е, секоја мерка која што ќе биде предземена во иднина ќе биде
внимателно разгледана од Комисијата за заразни болести со цел за да не се доведеме во ситуација оние добри резултати, она линеарна сега крива на да не се расипе болени во државата, да не биде нарушена и повторно да имаме една нагорна крива која што ќе значи зголемување на бројот на заболени со COVID-19. Затоа секоја мерка од сега натаму треба навистина предпазливо да биде одмислена пред да биде донесена, секогаш дека постои можноста да се вратите неколку чекори назад и да донесете повторно мерка која што ќе биде по-ригорозна. Меѓутоа, секое враќање назад нормално дека значи пред се зголемување на бројот на заболени, што навистина би било штета да се случи во наредниот период со оглед на тоа што навистина добро успеавме да се справиме со оваа пандемија во нашата држава како резултат на превентивните мерки кои што беа донесени од некака средината на февруари. Да, доктор Злате, посакуваме да не биде така, нели посакуваме понатаму се да биде во позитивна насока и ви благодарам за одвоеното време. Ви посакувам добро здравје и чувајте се. И благодарам исто и на вас. Почитувани гледачи, тука некаде е крајот на денешното издание на Ваш термин. Се надевам дека со сето она што го слушнавте од разговорот со доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е специјалист по трудова медицина, барем малку нешто ви појасни околу она што е кај нас актуелно веќе 2 месеци, а тоа е состојбата со коронавирусот. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, чувајте се, почитувајте ги препораките на Министерството за здравство, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.